Се повеќе ненајавени и брзи откази применуваат работниците. Процентот на оние на кои работните места не им значат ништо е се поголем и за работодавачите не објаснив. Кризата е голема, пари нема, а работата не се почитува. Едноставно стануваат и заменуваат, велат работодавачите. Апсолутно, тоа не е од сега, тоа веќе подолго време трае, што е предизвикано од понуда и побарувачка на работна сила. Меѓутоа, проблемот е во тоа што некако како законот за работни односи да не важи за вработените, него едноставно важи само за работодавците. Вие како работодавец не смеете да му дадете отказен рок без да му исплатите плата за цел месец, додека работникот не постои начин на кој што ќе можете тоа да го надокнадите. Дури не смеете ни да му одбиете од платата, заради тоа што доколку отиде на суд, платата ќе мора да му ја исплатите и со камата. Според социолозите станува збор за промена на навиките од пандемијата и огромната потреба од работници. Луѓето за време на пандемијата стекнаа нови навики на однесување. Некои работеа од дома, се отворија нови работни места, некои примаа помош, други се одлучија да ја променат професијата и слично на тоа. Велат социолошките анализи. Без оглед на ова, работниците од пандемијата наваму бараат поголеми плати, категорично поставуваат своји услови. Силата на работникот се чини одамна не била толку голема. Натолажувајќи се околу проблемите во економски аспект или социјален аспект на самиот работник, оптеретен со сите моментални движења на цени на се, а нормално платите не стигнуваат за да се обстане во месецот, тогаш кај самиот работник се јавува одеден моментален револт во кој што тој во моментот не размислува за ништо освен за својата екзистенција и така да одеднаш ја напушта фирмата. Но јас апелирам и покрај сите овие потешкоти кои што ги наоѓаат или сега и е моментот кога можат да бараат поголеми плати, бидејќи има помалку на работна сила во државата, но сепак си имаат и законска обврска. Како што е законот, законот имате права, но имате и обврски. Од организацијата на работодавачи исто така го потенцираат овој проблем, како високи плати, ненајавени заминувања и немање алтернатива. А ние укажуваме на овој проблем од порано за нееднаквост на правата и обврски меѓу работниците и работодавачите во однос на почитување на отказниот рок. Така да во последно време работниците без никаква најава, едноставно 3 дена не доаѓање на работа, ви даваат отказ на склучениот договор за работа. Затоа во новиот закон за работа односи ние инсистираме да во самиот закон постои клаузула во која работникот кој нема да го почитува отказниот рок ќе мора да плати казна најмалку во една просечна плата. Епилог врз стопанството и стандардот од овој процес е уште една грижа повеќе во дефинирањето на состојбата и последиците од неа. Факт е дека се е поскопо. Пари има се помалку, работа се повеќе, а работници се помалку.